Премиерот Христијан Мицкоски ќе оствари средба со семејствата на починатите и повредените од пожарот во дискотеката во Кочани. Како што посочи тој, на дневна основа се разговара и се решаваат проблемите со кои се соочуваат семејствата на настраданите. Ова е работа која ќе се решава со години, вели Мицкоски, но е приоритет за владата. Планирам во следниот период лично да се сретнам и да поразговараме, ни на дневна основа. Се соочуваме и решаваме проблеми кои што се поврзани со случувањата во Кочани. Тука да немате дилема, еве конкретно ќе ви кажам примерот за дечињата кои што се враќаа пред 2-3 дена од Анкара, кои што има непријатна ситуација на аеродромот во Истанбул. Лично разговарав со еден од родителите, со луѓето од најблиската околина и лично со претседателот Ердоган. Се среди целата работа, дечињата дојдоа тука, организиравме транспорт од аеродром директно во болницата 8 септември, беа прифатени на нивна одговорност, не останаа на еднодневно мониторинг на лекување, излегоа таму, така ќе биде и во периодот кој што следи. Оваа работа ќе трае со години. Оваа работа нема да биде работа која што завршува. Јас се што можам ќе сторам. Во врска со истрагата за пожарот во Кочани, Мицкоски повтори дека нема да се меша во работата на обвинителството. Додаде дека ситуацијата се следи секојдневно преку Министерството за внатрешни работи и соодветно се постапува. Обвинителството, бидејќи обвинителството ја води истрагата, не ја води владата, не ја водам ни јас. Ние преку Министерството за внатрешни работи постапуваме на основа на барање на обвинителството. Така што тоа што обвинителството го има како барање од страна на Министерството за внатрешни работи, тоа е исполнето буквално во истиот момент. Така што тоа прашање најдобро да ви го дадат одговорот обвинителите. Јас нема да се мешам во истрагата, така реков од првиот момент, нити па сум се јавил на телефон, нити па сум комуницирал со некој обвинителството, затоа што да не излезе дека еве премиерот врши притисоци во истрагата и така натаму. Брифиран сум од страна на министерот за внатрешни работи, кој што редовно ме информира за многу тековни активности. Во Кочанската дискотека во пожарот на 16 март животот го изгубија 62 лица, а околу 200 беа повредени. Дел од нив беа испратени на лекување во странство.